предвремени избори. А за предвремени избори се знае. Ако нема мнозинство, ако падне владата, ако си даде премиерот оставка, ето тога за предвремени избори. А сега во услови на двутреćinско мнозинство, во услови на 120%, во услови на 58%, во услови на 18%, не е потребно да има предвремени избори. Не е потребно. Тоа е губење дополнително време за државата. Трошење на народни пари. Знаете ли колку огромна сума има? Знаете ли колку огромна цифра се организираното на изборите? Многу голема цифра. Така да едни парламентарни избори кинат 9 милиони евра. А со тие 9 милиони евра може да помогнат на некој семејство, може да го искористат за по-продуктивни цели. Така да не се потребни предвремени избори, бидејќи тоа е трошок на државата, бидејќи тоа е трошок за народот. Наши народни пари сакаат, наши народни пари се ова. И дајте господине Мицкоски, штом се наши народни пари, вие да постигнете граѓаните како сакат да си ги трошат парите. Ете тоа треба да се постигне во Македонија. Премиерот да даде идеја до граѓаните како сакат тие да се трошат парите од буџетот. Тоа сакам да го кажам, токму така регија, не се потребни превремени парламентарни избори според мене, бидејќи голем трошок. Да, регија, да, токму така, доколку падне владата, доколку премиерот ќе даде оставка, тогаш треба да има превремени избори, а не во услови кога ВМРО да помине заедно со албанските партии имаат скоро 18 пратеници. Скоро во треćinско мнозинство. Така да според мене не се потребни превремени парламентарни избори. Одиме со токму така. Одиме со вашите коментари, вашите размислувања на денната тема, на денните теми, само момент. Ќе повторам уште една темица, пред тоа одиме со уште еден форспан. Се враќаме во студиото на Прва Плюс, на вашата омилена емисија на Застуе сега, Прва Плюс телевизија. Одиме со вашите коментари и вашите размислувања на денните теми. Само момент, ја повторам уште на темата. Темата гласи: дали евентуалните парламентарни избори ќе бидат стратегија на Мицкоски за спас на владената коалиција? И втората тема ни е слободна. 076748888, повелите и убајте се. Телефонот е преотворен само за вас, за вашите коментари, за вашите размислувања и за вашите видувања. Одиме со вашите коментари, вашите размислувања на денните теми, токму така. Одиме со првиот коментар не доаѓа од анонимен гледач кој ни пишува вака: ве поздравувам водителе и вашата програма, благодарам гледачи, ви пишувам од Скопје, поздрав за Скопје. Во однос на темата сакам да го кажам следно моје размислување.
Какви парламентарни избори, какви пакрки? На услови, на 17 на услови, на скоро на двотреќинско мнозинство, мислам ќе ги распуќе пред време парламентарни избори. Пред време парламентарни избори. Тоа на мичкоски играње играчка со државата. Завршува во коментарот, гледате, ви благодарам на коментарот. Одиме понатаму, слушате ваши коментари, ваши размислувања. Бобан Стојановски, Бојана Стојановски Ивановска ни коментира вака. Ве поздравувам вашата ценета програма, благодарам Бојана, ви пишувам од Скопје, поздрав за Скопје. Во однос на дадената тема, сакам да го кажам следно море размислување. Сметам дека